Благодарам колега Джафери, почитувана министерка, почитувани колеги, почитувани граѓани. Го разгледуваме буџетот на Република Македонија, најважниот документ за државата за 2020 година. Овој документ по правило треба да го покаже курсот по кој ќе се движи економијата, но и сите останати сфери во општеството. Проекцијата на овој буџет се фантастични 4 милиарди евра, но уште веднаш ќе кажам, почитувани граѓани, тие пари се виртуелни, измислени, како што впрочем и се измислени и лажни сите лаги и манипулации на оваа влада. И така да резимето на министерката а и сите говори на парламентарното мнозинство, ако ги претвориме во книжевен јазик, наликуваат на есеј ке. Со назив ке. Ова ке влада со овој предлог буџет сака да ви создаде едно предизборно, предновогодишно чувство дека вашите проблеми ќе бидат решени. Па ќе речат дека овој буџет е инвестирање, замислете, во човечки капитал. Тотално погрешен вординг. Ова го велат и економските експерти, кои потенцираат дека е социјален, предизборен и буџет за подкуп. Значи, буџет за предизборен подкуп. Популистички буџет без развојна компонента. Иронично е тоа што влада која обвинуваше за популизам, сега има исклучиво популистички мерки и популистичко однесување. Влада, која дури беше опозиција, велеше дека не е во ред да се има владино рекламирање. Сега, сами гледате, почитувани граѓани, не се симнуваат од ТВ каналите и сосема релаксирано ви вели: гледајте не колку на прав пат сме. Вакво понижување, Бога ми, одамна не сме виделе. Свесно, без ниту малку одговорност спрема државата, буџетот ви е стокмен според синтагмата на вашиот лидер Зоран Заев all in. Сите многу добро знаеме што значеше и што ќе значи таа синтагма all in. Ке фрлите се на социјални трансфери, ке ја задолжите државата, па после нас нека му ја мислат. Овој буџет е на штета на економијата, на нејзиниот развој, а во исто време со многу мал процент зафатнина од вкупните расходи за капитални инвестиции. Граѓаните видоа за ова и колку впрочем вие и администрацијата ваша сте некадарни практично да реализирате ветувања. Влада со историски најмала реализација на капитални инвестиции, 28%, замислете, се обврзува да реализира еден мегаломански буџет. А при тоа мисли дека некој треба да заборави дека реализацијата на буџетот ви е едва и 50% и на централно, а да не говорам за некои општини на локално ниво. И да е хипокризијата уште поголема, носите буџет од 4 милиарди, а се задолжувате во еден ден, или да бидам уште попрецизна, за 20 на минути се задолжувате со 300 милиони евра. Вкупниот долг е фантастични 5 милиарди и 400 милиони евра на државата. Ке повторам, 5 милиарди и 400 милиони евра. И за вас ова е вложување, замислете, во човечки капитал. Извинете, но не се согласувам со оваа девиза. Вложување во човечки капитал е образование и наука, барем согласно
модерната дефиниција на тоа што го вие велите. А вие за образование кратите во сите сектори, а за наука е жално дури и да се каже. Значи 0,14%, 0,14% за наука, а ветувавте минимум 1% од бруто домашниот производ, кога бевте опозиција. На врвот сме по загаденоста во светот, а на дното по знаење на нашите ученици. Многу контрадикторно. Буџетот расте, а се помалку пари има за образование. И кога веќе сме кај образованието, еве јас би сакала малку да објаснам на граѓаните што вие правите во буџетот за образование. Значи, најголемо кратење има на ставките администрација, интегрирано образование и агенција за квалитет во високото образование, додека пак ставката национална рамка за квалификација е зголемена за фантастични 85%. Сега што значи тоа, за да е појасно на граѓаните? Во ставката национална рамка за квалификација најголема разлика прават договорните услуги, што значи привремени вработувања пред избори. И тоа за вас е вложување во човечки капитал. Во ребалансот на буџет нема додадено објаснување за што ќе служат средствата наменети за инклузивно образование, која е нова ставка и програма во буџетот. Зошто е нова? Затоа што донесовме закон за основно образование, во кое што ние како опозиција не бевме против за инклузивноста на образованието, за целосната инклузија, меѓутоа предупредувавме дека училиштата не се спремни за тоа, како што прочем и не е спремен и самиот наставен кадар, и еве, распрашајте се да видите на терен со какви проблеми се соочуваат оние луѓе кои што ги најмувате преку локалните самоуправи, некои од нив дури и немаат обуки завршено за работа со децата со посебни потреби и ги плаќате многу малку. Така да најголема е ставката привремени вработувања и таму, што значи предизборни ветувања, ученички стандард. Ништо од најавеното подобрување на условите во ученичките домови и подобрување на ученичкиот стандард. Таму имаме фантастични 34% намалување на буџетот. Наука, кажа, фантастични 17% намалување. Замислете, што СДСМ ветуваше во најголемата измама наречена план за живот. Уште во првата година дека ќе го зголемиме буџетот за наука за 50%, замисли. А сега, нели, вложувате во човечки капитал, ама во наука кратите фантастични 50%, 17% за разлика од ребалансот. Страна 5, програма План за живот. На страна 54 од предлогот кој што е наменет за МОН, предвидени се 26 милиарди 785 милиони денари, а во понатамошниот текст е под шифра 1602 е за Бирото за развој на образование, со предвидени 208 милиони 176 илјади денари, кои се премалку за изготвување на нови програми. Значи, кога бевте опозиција, говоревте за развој и нови програми на наставниците. Од сето тоа што го ветувавте додека бевте опозиција, нема значи ништо. Само за изготвување на нови програми. Во овие училишта средства нема да стигнат и, како што кажав, каде е инклузијата и уважувањето на средното стручно училиште. Иако СДСМ ветуваше изградба на нови средни училишта и реконструкција на постојните, во буџетот за 2020 овие ставки се скратени за 50% и 33% соодветно. Значи имате тотално девалвација и девалвирање на образованието, на образовниот кадар, и предпоставувам дека некој од колегите ќе реплицира, ама ние им ги покачивме платите, имаме одговори и за тоа. Јас би сакала во однос на
она флоскула што ја кажувате дека вложувате во човечки ресурси, да дадам и два примера по однос на она што е сега моментално најголем проблем на граѓаните, а тоа е животната средина, и тоа не е само проблем тука во Република Македонија, туку е во цел свет, и светот сериозно се занимава со оваа проблематика, но вие со тоа се занимававте, одевте со гас маски додека бевте опозиција, и дури имаше изјави од сегашен министер дека само да падне ВМРО-ДПМН, загадувањето ќе го снема. Значи да дојдете вие на власт и загадувањето ќе го снема, дури и таква изјава паметам. Ама, еве што се случува реално во буџетот за 2020, само две статки ќе кажам. Значи за аерозагадување, освен оние, ако ги мислите смешни проекти од джачари на вашиот градоначалник Шилегов и оние врбите кои што ги засади тука во градскиот трговски центар кој што го гушкавте, значи 1,6 милиони евра. Само толку. За аерозагадување 1,6 милиони евра. За управување со отпад, преголем проблем во државата и во Скопје, но и во останатите региони, 1,5 милиони евра. Ете толку сериозно го подразбирате и го разбирате овој проблем со загадувањето. За да не биде дека еве само ние како ВМРО-ДПМН го критикуваме овој буџет и велиме дека не е во ред и дека е популистички предизборен поткуп, јас би сакала да прочитам 2-3 реченици од Меѓународниот монетарен фонд, кој што вели дека поради откажувањето од примената на прогресивниот данок, како и поради зголемувањето на платите во администрацијата и на пензиите, представниците на Меѓународниот монетарен фонд сметаат дека би можеле да се подкопаат некои од придобивките навестени со неодамнешните фискални реформи. Од ММФ, чиј тим престојуваше нели во нашата земја, Република Македонија, заради спроведување на редовен годишен преглед на економијата, испратија забелешки и за фискалните политики на владата, испланирани со предизборниот буџет за наредната година. Со своји укажувања посочија дека минималната плата нема да ја намали сиромаштијата и дека проектот Мој ДДВ, со кој што еве постојано се фалите, е голем, огромен товар за буџетот на државата, но тоа секако вие нема да го ќе го негирате и ќе велите дека е добар. Фискални сметки треба да скенирате, се е во ред, се е розово во државата. Јас сега би се обратила исто така да го искористам ова време кое што ми преостанува на моите сограѓани во Свети Николе и во Лозово и да кажам дека за жал во овој буџет Свети Николе и Лозово ги нема. Едноставно не постојат. Поднесов неколку амандмани, над 14 амандмани, и за жал, почитувани граѓани на општина Свети Николе и граѓани на општина Лозово, ниту еден амандман не беше прифатен. Што се коси со теоријата на претходниот дискутант дека имало прифатени многу амандмани, не се согласувам, прифатени беа само 5 амандмани. И од тука сакам да подсетам кои беа тие амандмани. Значи, амандман за санација на оштетеното речно корито на река Поток, а тука би сакала да подсетам дека најголем дел од овие амандмани се предизборно ветување на владата и на локалната самоуправа. Изградба на центар за деца со посебни потреби во општина Свети Николе, одбиен амандман. Изградба на дом за стари лица во општина Свети Николе, одбиен амандман. Изградба на училишна спортска сала во Методи Брицо во општина Лозово, одбиен амандман. Изградба на училишна спортска сала во основното училиште Даме Груев во Ерџелија во општина Свети Николе, одбиен амандман.
Замена на азбестна покривна конструкција на гимназијата Кочо Рацин во општина Свети Николе. Одбиен амандман. Изградба на трим патека до археолошкиот локалитет Била Зора, одбиен амандман, но има некакво си квази соопштение од градоначалникот дека веќе имало договор, значи пак е тоа добро и да е така во ред, ако се гради, нека се гради и добро е да се изгради, бидејќи тоа е ветување. Понатаму, изградба на магистралниот патен правец Кнежи-Ѓузумелци во должина од 3 км, во кој што ќе се поврзат општините Лозово, Свети Николе. Одбиен амандман. Изградба и реновирање на водостопанска инфраструктура на хидросистемот Брегалница во атарот на населено место Немањици, голем, огромен проект, многу важен за земјоделците во Свети Николе. Одбиен амандман, да, голем, но многу важен. Изградба на канализација во село Мустафино. Одбиен амандман. Изградба на канализација и она мрежа во село Пеширово. Одбиен амандман. Изградба на цевковод од хидросистем Злетовица до селата Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, Пеширово, Црнилиште, Анзибегово со опција за снабдување на општина Лозово. Одбиен амандман. Изработка на проектна документација за секундарна гасоводна мрежа. Одбиен амандман. Инаку гасификацијата на Република Македонија е исто така еден од најважните проекти за аерозагадувањето. Меѓутоа за вас ова не важи. Не сакате да слушнете. Изградба на нова детска градина до 50 легла во село Ерџелија. Исто така одбиен амандман. Мене навистина ми е многу жал што немаше владата и министерката сенс и чувство дека овие, барем дел од овие амандмани треба да бидат прифатени, затоа што владата овие амандмани заедно со локалната самоуправа ги ветија на граѓаните, што практично представува, легитимно представува една изборна измама, бидејќи се што ветија ништо и не остварија, ништо и не реализира. Така да, почитувани сограѓани, да знаете дека сите 14 амандмани кои што ги предложив се одбиени, не сте на мапата и на интерес на ова влада, на ова расипничка влада, иако има најголем буџет, историски најголем буџет досега, на 4 милиарди евра. И еве тука ќе додадам за крај уште нешто што вели ММФ и тука ќе завршам околу минималната плата, реалната економија. Значи, според нив, минималната плата се зголемува брзо, во споредба со продуктивноста на трудот, така што повисоката минимална плата може да помогне во намалување на сиромаштијата, но при тоа ќе ја зголеми сиромаштијата кај невработените. Оно што ние како ВМРО-ДПМН го говоревме, никој не е против покачување на минималната плата, напротив, дури ова е мала што ја имаме, свесни сме, реални сме, но минималната плата мора да оди, како што велат практично и реалниот сектор, бизнисмените, мора да оди со продуктивноста на трудот. А за жал, во државата продуктивноста на трудот и на економијата е во традиционално опаѓање. И тоа вас воопшто, односно владата, не ве загрижува. Од каде ќе се собираат даноците, кој ќе ги плаќа овие даноци, кои што гледам патем денеска или вчера премиерот најавува некакви давачки за нови возила кои што би го спречиле аерозагадувањето. Да, тоа е во ред, меѓутоа пак ќе биде на терет на најсиромашните. Најсиромашните категории на граѓани не може да купат ново возило. Како ќе купат ново возило? Значи, пред да ги објавувате мерките, јас не знам, правите ли анализи, се договарате ли, разговарате ли, ги прашувате ли граѓаните што ќе значи таа мерка, како впрочем и сите мерки досега. Само за пиар и ништо друго. Значи, ќе заклучам дека историски најголемиот буџет досега од 4 милиарди евра не е разбоен, туку е буџет за предизборен
подкуп и буџет кој што нема врска со флоскулата која што се обидувате постојано да ја кажувате дека е вложување во човечки капитал. Благодарам.